Војната реши, а бога ми ги решивми насилници. О, како сми, само што ја догледа епизодата, рекоја, кека е малце, оти сум јас насил. Зошто да правам насилство, ко можам мир да правам и убајна насил? Абе, ни секунда не почекај, одма си ја чукнеа глава. И се ги речиш ко знаеш дека нема за смеи ништо, оти с ним. Оти збораш на теми. Оти некој мора збора, бе. Работите не се менват само и само заради тоа што никој не збора. Ради ќути има и полош. Ради тоа што никој ништо не презема за ништо. Зато се случват несреќи, зато се случва насилство, зато се војните и се е заради тоа ќутење. И одбивам да го прифатам фактот дека 99,9% луѓето му ќутат на 0,1% на. Сам одбивал, не одбивал јас фактето, ама сам да речам ако си земеме сите малце поќе одговорност, може да и би смениле нешто. И зато денес ќе правиме муаветно уште една тема на која никој не ќе ја збора, а тоа е злобата во народот. Прво дај да маниме та шпицата да не расположи малцот и многу злобно ќе му влезиме по. Можи? Ајде да те пуштам. Оти се бе толку злобни луѓето. Нема искрено ме интересира. Пошто да е еден двајца и ќе речиш ајде табие. А не еден двајца изгледа како сите да се злобни. Ако отвориш било која социјална мрежа и ако земиш да читаш по коментари, испаѓа дека 99% народот се чиста злоба. Ава му топол народ сме били. Како, зошто? Ако 90% коментарите се такви, тоа што очигледно имаме негде нешто сгрешено одамна. Имаме люфнато пато негде. Оти ако не беше така, луѓето ќе беа многу посреќни. Речиш добро брат, сиромаштија, тежок живот, ово на добро. Тоа не значи дека треба си невоспитан. Скоро и да нема фамилија во држава што не била низ некој тежок финансиски период. Сите си знатни што се поминале, но тоа не значи дека треба да се понашаш недолично. Тоа што ти се случва тебе во животот е една работа. Твоето однесување кон другите е сосем друга. Ти може да си на моментот изнервиран од нешто, ама не може бе сите 24/7 нон-стоп да си изнервирани од нешто и стално некој друг да е крив и да се истурат на кој ќе стигнат, кај ќе стигнат. Добро, не се истурат баш на кој ќе стигнат и кај ќе стигнат, пошто во живо никој нема храброст да биде тоа што е на социјалните мрежи. Ама зато зад тастатура и зад грб, кој не си во близина, И то никогаш нема осваќа. Шо ве тера да му мислите лошо на сите во светот секој? Зошто? Што ви имат грешен? Никогаш нема го разберам тој феномен. Да збораш за некој што не го познаваш, за ина, и да му посакуваш лошо да му биде. Зошто бе? Дури и да го познаваш и да ти има сгрешено во живот, не мораш да го сакаш, ама не мораш да му мислиш лошо. Од кај излегва та толкава злоба, мора? Ами ако си ми сгрешил, ако е нешто што се решава, ќе го решиме. Ако не се решава, не се решава. Биди здрав и жив. Нормално е дека нема те сакам како личности. Нормално е дека ќе си зборнам со блиските за тоа што се случило. Ама да земам да држам лутина во себе и да коментирам по социјални мрежи или не знам шо, или па цел свет да ми е крив. Шо муавете тој? Какви се трауми треба да имаш доживеано во животот за да мразиш се и се? Што ме интереси? Се ќе речи некој добро брат, табие. Абе не е табие. Табието оди до одреден степен. Има луѓе што се повесели, подружелюбиви, има луѓе што се позатворени, има што се потмурни и така натаму. Ама то не мора значи дека ако е некој понерасположен како личност дека ги мрази другите, познаме тон луѓе што неќат да се дружат со никој, ама не ти ги мразат, едноставно си го ценат мирот. А зато познам па многу поќе луѓе што се изгорени да се прат дека ги сакат сите и што срдечни се со сите, леле мори мајко му абети, ќе те сретни, ќе ти испоштова, леле мајко. И уште 3 чекори немаш направено, а заминиш, одма почнува контра. Значи одма согна со ти луците и со мраза. Нити си му сгрешил, нити си му напрел, нити си му зел, нити си го зафркнал, ништо брат. Едноставно тој таков е. И да опрашаш зошто, веројатно и тој не зна ти каже. Ама дефинитивно крајно време е да седните мора со пулите во гледало малку. Значи ако те иритира муаветот што прам сега, и ако те иритира се што гледаш по социјални мрежи, се што гледаш на улица и се сегде, тогаш веројатно треба да се видиш прво себе си внатре. Сопулиш во гледало, да пробаш да сватиш дека нешто не е баш ако се те иритира секаде. И ако не можеш сам да се изразговараш со тебе, ги сватиш работите, да пробаш да смениш начин на живот, тоа има еден тон луѓе со кој можеш да разговараш. Не е срамота да разговараш со луѓе. И уште помалце е срамота да бараш професионална помош кога ќе ти треба помош. Иако кај нас ден денес е табу тема. По свето луѓето по психијатриот, знаеш што ти кај нас нема психијатри? Оти ние се со
собираме и пиеме муце. Ако имав по еден ден за сите пати што го имам овој муавет слушнато во некоја ваква форма, ќе бев милионерче и нема поглуп муавет. Демек ние ќе се собериме, ќе се испијаниме и решен проблем. Ако се осеќаш како да имаш тропоке проблеми, ќе пиве бате почесто. Само да се пие, да се лока во оваа држава. Ама битно не сме алкохоличари. Никој не е алкохоличар овде, сите се супер си пијут скаците, никој не е алкохоличар. Значи едноставно неверојатни сме како народ. Само кај нас можеш да пиеш нон-стоп и да не си алкохоличар. И очигледно можеш да мразиш се и да ги мразиш сите, да имаш проблем со се, ама да немаш проблем. Тоа е неверојатен народ. А не ми кажвате таму суперхерои нешто филмови ми прави. Ако постоеше македонски суперхерој, гарант ќе се викаше Алкомен. Колку ќе пие, толку појак. Тој немаше ни да прави нешто, немаше физички да решава проблеми, немате. Се напие и решен проблем. Значи за секоја голтка по еден проблем решен ќе прави. Удри рачија, патиштата мас направи. Друг рачија, воздухот чист. Трета рачија, платите повисоки, стандардно поубав за живење. Четврта, нема кучи на скитници. Го размисли човек, може зато пијат сите, може да постоел некој таков суперхерој, па са сите пробват моките да му ги добијат. Се до душа и та пијачката различно ги мава различни луѓе. Некој може да заради тоа се злобни. Ќе мани некој пијаче, ќе отвори на Facebook, ќе види нешто и ќе рече: сега овде јас ќе му кажам, и ќе земи ќе пиши глупо. Ќе скролни надолу, ќе види друго: сега овде јас ќе му кажам. Ќе пиши, па ќе земи друго. И прво и основно колку треба да имаш време во векот и да немаш ништо попаметно за праење, од само да седиш и да бараш коментари или видеа по TikTok или чуда и да пишеш глупо. Сите трошиме време по социјални мрежи, ќе отвориш, ќе видиш нешто, ќе скролниш слика, видео, ама толку и после одиш бркаш работа. Невате. Значи ќе седнат, ќе видат нешто и ќе напишат и ќе се расправат по коментари. То нема го напрат само кај тебе, ќе го напрат на 2000 места. Се ќе речи некој: од љубомора така прат, ќе видат некој нешто прави или шо да. Ќе видат некој има ќе од нив и коментират, љубомората ги мава. Па не се да пишеш коментари, работи не. Сам пример велим, јас знам дека е тоа ерес во нашата држава, ама не мора само во Германија да се работи. Не мора само Америка да се работи, може и тука се работи. Кај што не мора плаќаш еден тон кирија, еден тон данок, еден тон градинка, еден тон не знам шо. И јас не се слушвам дека само љубомората е проблем. Ако беше само љубомората и само зависта и такви работи, ваквите луѓе ќе коментираат само на успешни. Не беват. Значи омразата не дискриминира. Тие го ќе мразат, се си мразат, дали си ти успешен или никој не те познава или си пишал во група или бараш совет. Што сака нека. Значи нема место кај што нема зло. Освен евентуално кај повозрасни тетки стрини што клават слики со цвеќиња и со природа и со џамчиња. Измонтирани ме све. Кај нив нема омраза, кај нив има само пријателки други со исти такви слики и цвеќиња и си дават поддршка. Леле шуба си, браво. Исто стикери пуштат се, тие му се интересни. Само таму нема омраза. Ама зато сегде останато катастрофа, брат. И јас разбирам да си ти несреќен во живот. Разбирам да не ти убаво, да не си задоволен со тоа кај си сега. Знам како е да немаш, знам како е да не го постигнеш тоа што сакаш да постигнеш. Се ми е јасно. Само не ми е јасно како сите други, цел друг свет е крив за твојата ситуација, освен тебе. Каква врска имат пример луѓето што барат некаков совет на Facebook со твоите фрустрации? До кога сите други ќе бидат криви за твојата мизерија? Пошто дефинитивно е мизерија. Пошто да се осеќаш на одреден начин до одредена возраст, тоест додека не си доволно возрастен да се грижиш за себе, ај пак некако, можда не е само твоја вина, можда е вина и на родители и така натаму. Ама батуле, кога ќе дојдиш до возраст кај што треба да бидиш способен сам да се грижиш за себе, и ако и тогаш не си задоволен од ситуацијата во која си, во време кај што нема нешто што не можеш да најдиш и да научиш, тоаш батуле извини, ама дефинитивно треба малце да си се опулиш во гледало и да си решиш некои работи сам со себе прво. Пошто не е до никој друг, туку до тебе. И се извини, може да боли вистината, може да годи кога ќе ти го речи ова некој в лице. А тоа е факт. Оти ако размислиш логично, знам дека многу луѓе не се фанои на таа логиката, ама чисто да направиме муабет за да пробаме да го сватиме ова заедно. Логички гледам, ако јас на своји 35 години не сум задоволен од ситуацијата во која сум, кој ми е крив? Ти ми си крив. Кој треба накривам? Родителите, комшијата, државата, кој треба ми биде крив? Чи прво треба да почнам од себе. Ти нормално дека не е се до тебе во животот, дека ти можеш и да изградиш се и да се случи нешто што не е по твоја вина и да ти се сруши све и се е тоа нормално, ама ти пак на крајот на денот треба почниш од себе. Почнуваш одново самиот со себе. Пошто тоа е живот. Пошто не можеш ти во животот да направиш една маса и да речиш еве јас сум дрводелец. Не бевате, треба да направиш милиарда други работи, милиарда маси и ќе љуфкаш и ќе грешиш и се ќе правиш. Ама ќе правиш одново и одново и одново и тоа ќе те направи дрводелец. Така е со се во живот. Што значи секој пат кога ќе нешто не ти е тебе по волја, прво треба да си
видиш длабоко во себе. Sad dobro, некојаш ќе има стварно некои работи што ќе те нервират, што ги некиш и ова, ама не мораш да коментираш бе. И нормално е ќе имаш мислење за себе, ама не мора секогаш да се споделва мислењето, пошто пишење гнасотилуци по коментари по социјални мрежи и ширење омраза е чиста невоспитано, нечовечност ба. И сакале или не ке вистината е таа. Ако чини ара, ако не, кој те праша? Мислам дека доста е за ден. И јас сум сигурен дека ова епизода уште поќе ќе ви разгори тие чувствата на омраза што ги имате. Арнама што би рекле французите, се ла ви. Поздрав, имајте убав ден.